Raspni go Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mir vam, tatko moj, po imето на Твоят Син Ти благодарам što i deneska si u moето srce. Ti благодарам što mi го otвараш ова Твое живо слово, да ги допре сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Ти благодарам што Твојата милост не престанува, милоста Твоја е вечна. Ти благодарам за Твојата љубов која никогаш не престанува, љубовта која е вечна. Ти благодарам што си долго трпелив и многу милостив и што не чекаш да се покаеме и од падната природа, од природа на отпадната од љубовта, бидејќи Ти си љубов, од нељубов да станеме љубов. Ти благодарам што ни даваш слово со власт и сила, да изрекуваме живот за сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Принципот на изречен збор е интересно. Тие го победија, има еден стих, со словото на своето сведоштво и со крвта на јагнето. Значи, луѓето се падната природа, паднати се на земјата и немаат сила да љубат, немаат сила да ги исполнат 10 Божји заповеди. Ним им е природно да мразат, да убиваат, да се пизмат. Природно им е да не се љубат, бидејќи немаат љубов, го немаат Бог, го немаат Исус кој е љубов. Значи, принципот на слово е интересен. Во едно гостување на емисија со еден познат духовник ме праша каква ќе биде уметноста во Божјото царство. Знаете, под духот одговорив, не знаев. Застанувам бевично кога зборувам, велам отвори ми ги словата, мој Боже. Им реков дека таму луѓето ќе создаваат со збор. Тогаш се уште не ја знаев, не ми беше отворено Светото писмо во срцето. Молете го Отецот Небесен во името на Исус да ви го отвори Словото, да го разберате Словото кое е Божји јазик, а вие сте телесни и не го разбирате. Често го разбирате духовно, што значи Божјо Слово. Во Светото писмо на повеќе места е пишано дека јазикот е мал оган, а голема гора запалува. Јазикот е смртоносен отров, полн со секакво зло, и дека по зборовите ќе бидеме осудени. За секој лош збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Затоа е во посланието на Јаков оној стих кој вели брз на слушање, спор на зборување, брз на слушање, спор и бавен на гнев. Татко мој, денеска ќе зборуваме за Псалмот 90, интересен псалм кој дава едно ветување. Имаме Стар Завет и Нов Завет. Псалмите се вон Заветот, вон Стариот Завет, тие се ангелски песни, хор на ангели,
koji pejat objavovat Božji zakoni. Božji zakoni koji se važni za da razbereme koji sme, što sme i za kade vodime. Nije danas kad živejeme u jedan svet koji se raspadja, po koji satanata zema se poveke zamav, kada što ljubavta se izladi. Ima jedan stih koji veliko, ako dojde Isus, ke najdeli vera na zemljata. Ljudje ne veruvat vekevo ništo. Ljudje to veruvat za pari bi storile se. Nije gledame kako jedan cel narod u Makedonija se prodava za 30 vrenici. Kako intelektualci ljudje što imale svoje mišljenje, što imali izgradile svoje karijeri, kovak je zemat nekoj pari lesnog omenuvat stavot. To je tako narečeno ketman. Ja prodavaš dušata svoja za pari, za zlatното tele. I to poklonstvo kon parite srebro ljubije, to je najgolemo zlo i to bi se slučilo vam, koga sakate jedan cel narod da raspnat, iako Isus je veke raspnat. Ne mogu promenat ime to koje mu ga dal Bog, a to ste vi, Makedonci moji. Bog je naš večan zaštitnik. Nije treba da naučime deka sami ne možeme u ovaj svet. Koji go pobeduva svetot? Onoj koji veruje deka Isus je Sin Božji. Onoj koji ispoveda, onoj koji veruva, onoj koji žive. Znači, veruvaš deka da veruvam deka neko Isus došao, ne to. Veruvanje znači postapuvanje kako nego, predavanje na svoj život o njegovi race, predavanje na dušata svoja za Isusova ta slava. Kako što to ja dade dušata svoja za ovcite, vi treba da je davate dušata svoja. Dušata ne je vaša. Ta je dadena od Otec od nebesen, durnate duh životen. Isus bil prisuten koga je sozdavan svetot. Psalm 90, Bog je naš večan zaštitnik ako se nadevame na Bog. Ako se nadevame na luge, živeme o prokletstvo. Pogolen deo od luge to žive o prokletstvu. Makedonija žive o prokletstvo. Zašto Bog veli, ke izberam narod koji će go proslavi, moje to ime. I ke izbira Makedoncite, a ti je deneska nego slavat nego to ime, to kogo slavat svoje to ime, kako što jevrejite sami vodat vojna. Kojim beše od zemena teritorijata da se vratat nazad, da je vratat teritorijata Isusova evo srce to, Jerusalim evo tvoje to srce, Božji od hram crkvata je vo tebe, ti si crkvata, del od Hristovatak crkva, ako prebivaš vo ljubav, koji žive pod zakrilata na Sevišnjot i možeme da živejeme pod zakrilata na Sevišnjot. Koji žive pod zakrilata na Sevišnjot, toj prestoju, a pazete, ako živeješ pod zakrilata, to znači da mu predaješ se njemu. Tvojite misli, ne mojite misli, ne kako što sakam jaz, veli Isus, tuko neka bide voljata tvoja, tatko moj, znači voljata njegova. Sekoj što ke go vidi sinot i poveruva vo nego, da žive život večan, voljata na tatko to naš preko Isus, je da živejeme život večan, da se ljubime među sebe, da bideme zdravi i isceleni, koji žive pod zakrilata na Sevišnjot, toj prestojuva. Znači, ako živejete pod zakrilata na Sevišnjot, ako ste mu predali se njemu, vi je prestojuvate vo domot na nebeski od Bog. Togaš prestojuvaš, evo sa bajrečki bev, po 4 sata da mušte da je mrak, vog šumata, vog gorata. Lokalno naseljenje ovo Mauro mi veli da može da sretno sam sretnal divlja svinja, volci, zajci, mečki, lisici, znate, no živim pod zakrilata na Sevišnjot i sobiram gavi. To je prestojuva vo domot i prestojuvam vo domot na nebeski od Bog. Domot na nebeski od Bog je kovake se pretopiš vo ljubavta. Kovake se pretopiš vo ljubavta i ke mu rečem na Gospoda, i ke mu reče na Gospoda, ovo pišu tatko to naš u Psalm 90. Ti si moj zastupnik, Isuse, ti pokaži mi kako. Ti si moj zastupnik, nije zboruvame za zastupnik. Znači, i nijedno oružje napravljeno protiv mene nema da ima uspeh. I sekoj jazik koji bi se krenal protiv mene na sud, ti ke go obviniš. Ti si moj zastupnik, tatko moj, u ime to na Isus. I koga ke ve privedat, veli, ne se grižete što ke kažete. Zašto ke vi bide dadeno što da kažete, kako što jaz velam, što da zboruvam deneska v ovoj zavet, tatko moj, ti zboruvaj niz mene. Znači, i ke mu kažem na Gospoda, i ke mu reče na Gospoda, ti si moj zastupnik. Znači, Gospoda, ne možem, tatko moj, nije zboruvame za otec, za tatko.
tatko, ne možem da go rešam ovaj problem, potrebno mi je tvoja pomoć u imето na Isus. Ti si moj zastupnik. Oče koji si moj, Oče naš, nasite, koji si na nebesata. Ti si naš zastupnik, zašto i nije sme od nebesata. Ti si moje prebivalište, ние зборуваме пребивање во Бог, еве сега излега уште една книга. 4 книга за Исус. Пребивање во Бог, пребивање во љубовта. Ти си моје пребивалиште, Бог мој, Отец мој, и на тебе ќе се надевам. Кога се молев за Македонија, ми се даде Псалмот 102, мислам дека беше 2-4 стих. На тебе се надеваат татковците наши. Тој зборува за да не поучи. Татковците наши, македонците, на тебе се надеваа и јас ги избавив. Ако се надеваме на Исус, тој ќе не избави, сами не можеме. Не можат ни евреите сами, само ќе се убиваат со арапите, ќе се испотепаат со палестинците, ќе пролеат доволно крв да влезат во сатански круг од кој нема излегување. Оти со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери тогаш и старозаветен закон. Значи, ти си моје пребивалиште, Бог мој, и на тебе ќе се надевам. Зашто Он, мојот Отец, ќе ме избави од стапицата на ловецот. Пазете, Он ќе ме избави од стапицата на ловецот. Излеговме со една сотрудничка да испратам до автомобилот и замислете огромен пес, шарпланинец ржи кон нас. Таа се исплаши и јас му велам мирен во името на Исус да не си писнал. И песот стана како јагне. Тие победија со словото на своето сведоштво и со крвта на јагнето, зашто Он, мојот Отец, ќе ме избави од стапицата на ловецот и од збор кој збунува. Често ве провоцираат на Фејсбук одредени луѓе, кај тој Господ, зошто вака, зошто така, и од збор кој збунува. Тогаш правам 3 чекори назад и велам, Оче, што да му одговорам на овој човек, ти го познаваш неговото срце, за да не го соблазнам, и за да останам во твојата љубов. И за да останам во твојата љубов, зашто Он ќе ме избави од стапицата на ловецот, пазете ветување, и од збор кој збунува. Со плеките негови своји ќе ме осени, ќе ми држи сенка, и под крилјата негови ќе бидам во сигурност. Јас се надевам дека тој нема да дозволи ништо да ми се случи, јас ќе бидам здрав и исправен. Значи има тука еден стих кој вели, оне што е посаден во домот Господов, тие во староста се плодни, здрави и помазани. Зашто Он ќе ме избави од стапицата на ловецот и од збор кој збунува, со плеките своји ќе ме осени и под крилјата негови ќе бидам во сигурност, како што ќе ме обкружува неговата вистина. Сите ни имаме своја вистина, знаеме, тоа е да јадеш од дрвото на познанието на доброто и на злото, не заборавајте заради тоа дрво. Тоа е слика, Адам јадеше, Ева јадеше, змијата јадеше од дрвото на познанието на доброто и на злото, изгонет од Божиот дом, од рајската градина, од едемската градина. Значи, ќе ме обкружува неговата вистина, не мојата вистина, не јас што сакам, не мојот ум. Секоја мисла да му е покорна на Исус, да ги имам истите мисли како Исус, да се претопам во неговата љубов, да љубам како Исус, да простувам како Исус, да имам милоста на мојот Отец преку Исус, милоста вечна, многу милостив и долго трпелив, Бог вечно не се љути. Значи, ќе ме окружува неговата вистина, ќе ме обкружува Исус, зашто тој е пат од вистината и животот, со плеките своји. Нема да се уплашиш од ноќен страв. Нема да се уплашам од ноќен страв. Сатаната влегува во мисла, ти дава некои соништа, например, сум убил човек, сонувам често и треба да одам во затвор. Знаете, тоа е ноќен страв. Влегува во мислата. Знам дека е сон на некој ниво, на јава и на сон. Последниот пат му велам, ако треба да одам таму ќе сведочам за Исус. Тој ми вели, ама сопругата ќе остане сама и таа ќе издржи во Исус и заминува сонот. Видете, нема да се уплашам од ноќен страв, ни од стрела што лета дење. Кога доаѓа таков некој што ме напаѓа или демон, му велам, покај се, избери го Исус, ќе одиш во огнено езеро Синко. Знаете. Значи, нема да се уплашам од ноќен страв и од стрела што лета дење. Стрелите на нечестивиот, огнени стрели на нечестивиот.
od суштества што одат во темнина. Знаете, има луѓе гледаат такви суштества и ќе бидат обземени од демоните и не може да се вратат назад. Ја отвориле портата, му ја дале душата на сатаната. Сатаната ви нуди да му ја дадете да се откажете од Исус и да изберете, да го изберете Него за Господар. А јас ви велам да го изберете Исус, зашто Тој ве создал. Тој е победникот, Тој ви дава вечен живот, Тој ве облекува во љубов, Тој ви дава мир. Нема мир на грешниците. Тие се како немирно море кој изфрла кал и тиња. Нема мир во светот. Тие, значи, ќе те избави од ноќен страв, од стрела што лета дење, тоа се советувања од суштества што одат во темнина, од зараза и бес. Од зараза, пазете. И бес, што опустошува напладне, зараза, духовна, телесна. Луѓето можат да умрат од една бактерија. Знаете колку сме ние безпомошни без Исус. Покрај тебе ќе паднат 1000, покрај мене ќе паднат 1010.000 до мене, но до мене нема да се приближат, зашто јас сум под закрилата мојот Севишен Бог и престојувам во домот небесен. Само ќе гледаш со очите своји, ќе гледаш од платата на грешниците. Често гледам луѓе, роднини, пријатели, не веруваат во Бог, знаат дека сум во Бог. Седам покрај нив и ја гледам од платата. Греот, болката и болеста е материализација. Болеста е материализација и состојбите, несреќите, сиромаштијата, на греот, на неверата, на живење спротиставено од Исус, од Бог, од љубовта, живење во нељубов, значи во проклетство. Значи, ќе ја гледаш од платата на грешниците, ми станува тешко за тие луѓе. Како што на Исус му беше тешко, не физички. Прости им, татко, не знаат што прават. Знаете, евреите го избраа Бараба. Ние денеска имаме слична состојба, не тераат на референдум, да избереме сами да се обесиме. И потоа Кајафа, односно Понти Пилат, ке рече, јас сум, моите раце се чисти од крвта на овој грешник. Политичарот те тера сам да се откажеш. Да се откажеш од тоа што ти дал Бог, те создал како македонец, да бидеш избран сад да се шири светото Евангелие. Зашто ти си, Господи, надеж моја, зашто те избрав Тебе, Севишен мој татко, Оче, за моje прибежиште, да се вратам назад од паднат ангел, демон, демонска природа, сатанска природа спротиставен на Бог, да се вратам во Божјото царство. Пазете, зло нема да ти се случи. Зборуваме за 90-тиот псалм. И неволја нема да се приближи до телото твое, до телото мое. Ако Бог, Отецот ми е прибежиште и живеам во Неговиот дом, нема да се случи зло и неволја нема да се приближи до телото мое, затоа што ќе им заповеда на ангелите своји за мене и за тебе да те чуваат на сите патишта твои. Одам често во шумата и ми велат има зверови, нема носиш ли оружје? Некогаш и песови се појавуваат, не де? Снимав во неа пори завет, рано се бајле во 5 сатот, оздевав на плажата, 1/10 кучиња се сосна да се тепаат околу мене. Јас бев со голи нозе, знаете. Потоа реков, мир во името на Исус. Да не сте писнале. Легнаа на земјата и 10 кучиња слушаат што зборувам. Луѓето гледаат и се чудат. Знаете, во зборовите има живот и смрт. Изрекувам живот. Ви давам заповед да газите на змии и на шкорпи, зашто ќе им заповеда на ангелите своји за мене да ме чуваат на сите патишта мои. Ке те понесат на раце, тоа се советување на Отецот, да не ја сопнеш од камен ногата своја, да не ја сопнем од камен ногата своја кога ме боли нешто. Често работам тука доста во Маврово, сечам дрва, одам по габи, се качувам, слегувам по дрва. Знаете, ке ме фати крстот, ке си испотам, ке крсте нешто и тогаш ке речам, татко мој во името на Исус, мојот грб, имам проблеми, крк ке ме спушти лево и десно. И јас сум исцелен, но се му го предал животот на Исус, живеам, како што вели, кој живее под закрилата на Севишниот. Тој престојува во домот на небескиот Бог. Престојувам во небесниот Бог. Жал ми е за сите браќа и сестри, родители, роднини, пријатели, за таа мраза. Жал ми е и за македонскиот народ.
koji ne se nadeva na Bog saka sa svoji sili. Македонија се отчувана заради неколкумина избрани што се молат, продолжени се дните, ар македонести, жал ми е за албанците што мразат, што убивале македонци, за грците, што убивале македонци во името на Исус. Замислете бугарите кои колеле и убивале србите, наместо да се извинат, дел од нив се христијани, какви христијани сте вие? Наместо да се покаете, кога негирате постоење на народ запишан од самиот Исус, кога негирате постоење на народ македонец, македонски цркви, Македонија, запишан од самиот Исус. Околните народи никој не се именува како македонец, а тврдат дека се тие македонци, дека ние не постоиме. Тоа е сатански круг. Сатаната би влегол во срцето и прашање на момент, кога целиот народ ќе го однесете во гибел ако не се покаете. Пазете, на отровница и на змија ќе нагазуваш, и лав и змеи ќе убиваш. Тој зборува за се кој верува во мене, вели Исус. Делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши. Тој што верува во него и уште поголеми ќе врши. Зашто јас си одам кај својот Отец, а потоа и тој ќе појде кај својот Отец. Нимаме татко на небесата, ти имав некој Бог таму. Некој од нив верува дека ако убијат некој, ќе одат кај Бог. Тоа е сатански круг. На отровница, пазете и отров да испиеш, нема да ти биде ништо. И на змија ќе нагазуваш, змијата што е во тебе, земниот принцип. И вистинска змија, лав и змеи ќе убиваш. Сатански дејанија. Бидејќи се надеваше на мене, ќе те избавам, ќе го избавам, вели мојот татко, вели Исус, и ќе го заштитам. Ќе го избавам и ќе го заштитам. Еве како треба да се борите. Бидејќи се надеваше на мене, на тебе се надевам, татко мој Исус, и за Македонија, и за се, за сите луѓе. И ќе го заштитам, зашто го позна името мое. Името Исус, име над секој име, во кое Отецот Небесен престојува и пребива со сета љубов. Значи го позна името мое. Име, а волјата на оној што ме прати е секој што ќе го познае Исус и ќе поверува во него, да живее живот вечен, зашто го позна името мое. Пазете, ветување на Севишниот Бог, ќе повикаш кон мене и ќе те чујам. Татко мој, потребна ми е помош, денес одам по Габи, велам заштити ме од се што не е од тебе во ова шума. Одам доста далеко, таму нема луѓе. И потоа го молам да намножи и секојаш ми ја полни торбата. Кој верува во мене нема да се посрами. Со него сум во неволја. Тој ни го носи товарот, да им помагат, да ни го носи крстот, да ни помогне кога не можеме. Тој ни дава колку што можеме да издржиме, да се усовршиме, да го во љубовта. Значи, со него, со мене во неволја ќе ме избави и јас ќе го прославам. Слава ти, Господе, Исусе Христе, татко мој, ти благодарам за се. Ти благодарам за се што живеам по твојата закрила. Ти благодарам што живеам во домот на Севишниот Отец, што Божјото царство е во мене внатре, што ме научи да љубам и да простувам. Се молам за албанците, за грците, за бугарите, за србите, за НАТО, за Европска унија, за русите. Што е скверна од македонскава земја, што го расмнуваат мојот народ. Се молам и за македонците што се надеваат на тебе, што не те повикуваат. Те молам оган од небесата во името на Исус да изгори сета омраза и сето зло што е фрлено врз Македонија. Братоубиствени војни, граѓански војни, омраза, поделби, раздори, исламизација, бугаризација, сербизација, натоизација, европеизација, ЛГБТ, дрога, криминал, проституција, омраза, мраза. Бог е љубов. Твојата љубов, ти дојди во Македонија. Повикувам кон тебе и ти ќе ми чуеш. Со мене си во неволја, ќе ме избавиш и јас ќе те прославам. Слава ти, Господе Исусе Христе. Пазете што вели Севишниот Отец, ќе му дадам многу денови. Многу денови. Зборува за земното време и за вечноста. И ќе го избавам, ќе му го јавам спасението од мене, а јас ќе те славам на 10-струнен псалтир со
песна на гусле, следниот псалм, и мојот рок символ на сила, ти го возвестуваш како рок на еднорог, и староста моја нема старење кај Христов слуга. Нема старост. Староста моја со елеј се помазува. Пазете, и окото мое ги погледна непријателите мои, и увото мое ќе чуе за погонетите против мене беззаконици. Праведникот процути како палма. Кој праведник? Праведник, не мојата правда, Божјата правда. Божјата правда. Не судете за да не бидете судени. Процути како палма, ќе се издигнам како кедар ливански. И еве го тој стих, 91 псалм. Засадените во домот Господов ќе процутат во дворовите на нашиот Бог. Тие и во староста ќе бидат плодни, помазани и ќе живеат угодно. Тие и во староста ќе бидат плодни, помазани и ќе живеат угодно, за да возвестуваат дека е праведен Господ, нашиот Бог Отец, дека нема неправда во Него. Дека нема неправда во Него. 89-тиот псалм, видете, научи ме така со десницата Твоја, Татко мој, во името на Исус, па да се здобиеме со мудро срце. И повторно 90-тиот псалм, ќе ме избавиш од стапицата на ловецот, од збор кој збунува, оној кој живее под закрилата на Севишниот. Живеам, точно е, под Исус живеам, под закрилата на Севишниот. Тој престојува во домот на Небесниот Бог и престојувам во домот на Небесниот Бог. Можеш и ти така, брате и пријателе. Можеш и ти така, брате и пријателе, ако го избереш Исус и македонскава земја, кога ќе се најдам во тага, 137-иот псалм. Ти живот ми даваш, Исусе Христе, ја пружаш раката врз јароста на моите непријатели. Така ќе направи тој. И Твојата десница ме спасува, Господе Исусе Христе. Господ ќе направи што е добро за мене. Не да јадеш од дрвото на познанието на доброто и на злото, ти знаеш што е добро за тебе. Па еве тако е добро. Погледнете што се случува во Македонија и околу соседите. Како здивени зверови ќе ве раскинат, ќе ве изедат, ќе пролеат уште крв. И потоа ќе немаат мир, ќе бидат како тиња и кал што излегува. Господ ќе направи што е добро за мене. Твојата милост, Господи, е вечна. Твојата милост, Татко мој, е вечна. Љубовта е вечна. Не омразата, не проклетството. Не вечниот оган кој убива и изгорува, туку го изгорува нељубовта и те претопува како чисто злато, чисто срце во љубов. Делата на рацете своји твои не ги презирам. Те сакам, Господи Исусе Христе, и благодарам за се. А ти, брате и пријател, ако сеќаваш мир во овие зборови, ако се разбудува твоето срце, ако сакаш да се претопиш во љубовта, да научиш да љубиш, да го најдеш мирот кој ни го дава Исус, повикај го Исус во твоето срце. Господе Исусе Христе, помогни ми. Погрешив, Татко, пред Тебе и пред небото. Исусе, дојди во моето срце. Исусе, крсти ме во Дух Свети. Исусе, Ти предавам се што имам. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Распни го, Исуса. Други спасува
kaže, sebe ne se spasi, oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, oče prosti. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus samina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat,